Економската политика на владата тотално ја осиромашува целата држава. Илјадници луѓе веќе остануваат без работа, ги отпуштаат компаниите од своите работни места, а никој, буквално никој не презема никаква, ама баш никаква мерка само за да им помогне и да ги избави од целата ситуација. Во моментов сведоци сме како гледаме дека има предлог од страна на владата да се покачи акцизата на нафтените деривати и горивата за 2 денари. Ова е недопустливо и ова е невидено. Ова е единствената влада во Република Македонија, која што во моментов имаме, единствената влада во светот, која што наместо да им помага на граѓаните и компаниите во ваква економска криза, дополнително ги осиромашува. Покачувањето на акцизата за 2 денари ќе значи катастрофално одразување врз стандардот на граѓаните. Тоа ќе значи директно товар на грбот на граѓаните, осиромашување за дури 35 милиони евра годишно. Имавме ситуација кога на почетокот на доаѓањето на СДСМ на власт, владата донесе уредба, односно законска уредба да се покачи акцизата за 3 денари, што тоа значеше годишно удирање на грбот на граѓаните за над 48 милиони евра. Во моментов, доколку се донесе и ова како предлог од стопанските комори, а прифатено од владата да се покачи акцизата за 2 денари, тоа ќе значи над 35 милиони евра директно врз грбот на граѓаните. Ова ќе значи дополнително и покачување на животниот стандард, ќе значи дополнително покачување на патниот транспорт, ќе значи покачување на транспортот на стоки, ќе значи покачување на прехранбените продукти и сите останати што директно целата спирала ќе влие врз покачување на животниот стандард на граѓаните кои што дополнително во моментов се осиромашени и не се на своите работни места, голем дел од нив, односно секој 10-ти граѓанин од приватниот сектор е отпуштен од своите работни места. На Република Македонија и на граѓаните во моментов најмалку им треба ова како мерка, дополнително најмалку им треба формирање на нова транзициона елита како во 90-тите години кога беше целата онаа транзиција каде што голем дел од фирмите беа затворени, а граѓаните оставени на улица. Со оваа мерка дополнително која ќе влие врз стотици мали и средни предпријатија, постои можност да се затворат истите и да ги отпуштат своите вработени од работа. Во моментов можам само да истакнам дека ние како ВМРО-ДПМН ја поздравуваме онаа мерка која што беше донесена од владата за помош на луѓето со една плата, односно за месеците април и мај, но мораме да потенцираме дека иако ја прифатија мерката предложена од ВМРО-ДПМН, истата мерка треба да значи и за месец март, што директно ќе значи помош за граѓаните. Почитувани, наместо оваа влада да помага на граѓаните и компаниите, оваа иста влада удира по грбот на граѓаните. Наместо да донесе уредба, оваа мерка која што ја донесоа денеска, односно во текот на вчерашната седница, за граѓаните да им се исплати за месец март платата, тие наместо тоа сакаат да воведат акциза од 2 денари, која што ќе ги осиромаши уште повеќе. Ова не смее да се донесе како мерка за покачување на акцизата. Благодарам на вниманието.